Дисител 3 телевизија. Пред повеќе од година дена, Мирка Велиновска беше гостин во нашата емисија и еве, после една добра временска дистанца, повторно е тука. Мирка, добро вечер, добре дојде. Добро ве најдов. Дали ќе се сложиме дека од година во година како доаѓате во емисијава, бидејќи барем еднаш годишно, се подраматично, се понапнато, се посложено. Дали во овој момент имам некое чувство дека се можеби се наоѓаме во најсложената ситуација, не само за Македонија, туку и во светот? Па ја ќе се сложам, зашто постојано во твојата емисија ти неколку пати си ми викал дека ги плашам луѓето, нели? И дека се сеќавам ја еднаш ти кажав, треба да се извадат розови наочари, бидејќи она што неките да го видите пред време, ќе го видите кога ќе се случува и тоа ќе ви се чини дека е се подраматично. Мене не ми се чини дека е се подраматично. Ова е најнормален след на, како да ви кажам, на нештата кои забрзано се привлечени од гравитацијата на црната дупка. Колку сте поблиску до епицентарот, се побрзо се дешаваат дејствата, вас ве растегнува таа гравитација и вие го мислите дека е страшно. Во март месец... Фактички е очекувано. Во март месец бевте на трибина во кисела вода, пред преполна сала одржавте говор кој јас... Со вие ми се обраќаш после година дена. Господи Велиновска, заради бонтонот на емисијата, иначе... Остави ја и ти сме колеги, дајде нормално да тече разговорот, ако може. Добро, се извинам. Мирка, настапи во кисела вода во март месец годинава, кога држеше говор и кога ги најави, ја тој говор трае некаде 8-9 минути. Тој говор неколку пати го имам пуштено во емисија. Народот се возбудуваше, мува нека лазеше, не се понесуваше од емоции на говорништво и ораторство. Напротив, ако некој акцент го вадам од тој говор е кога испрати силна порака до народот, до власта и до сите фактори во општеството. Пазете што правите, затоа што брзо ќе дојдете да подпишете нешто што ни сами не ќе можете ни да помислите што. Апропо, за 3 месеци ми се случи пржино, реакциите од пржино ми се извинувам. Може да бидам малку вулгарен, вие сте дама, ама ја морам да бидам вулгарен европски. Јас сум повулгарна со оглед на ситуација. Престанете да се Добро, меѓу себе. И зошто е вулгарен зборот? Кога ја одразува суштината на она што ни се случува, односно што ни прават. Од кај да почнеме? Од овде сакате да почнеме или од глава? Мислам дека треба од ова да почнеме, мада ова ќе ви кажам. Значи, и тоа во кисела вода, као гостин на, веројатно, Нагдом. Нагдом, И секое мое наставување не се заснова на емоции, се заснова на анализи, на фактите, на вестите, на она што се политички, геополитички движења и случувања. Значи, во март не е дека само јас сум знаела, сите знаевме. Беше најавувано, нели опозицијата го најавуваше. Бомбите и слично. Се знаевме, но имаме и искуство како се однесуваат под притисок од повеќе страни нашите политичари. Не е ова прв пат. За да не знаеме дека нашите политичари се многу лоши преговарачи. Дека имаат страв. Тој страв се рефлектира нивниот страв. Знаете, кога ќе ве завладее стравот од моќта, од силата, вие не сте способни рационално да ги решавате или амортизирате проблемите. Никогаш не излеговме од тој страв дека мораме и единствен извор имаме, една опција имаме или таму со овие или нема никаде. Нема излез. Вие фактички кога водите, креирате политика на безизлез, на мали, на немоćни, вие не водите политика. Од кај води корен тој страв? Што мислите? Имате две опции. Човекот е склон, мислам, така е дизајниран, да има нагони. Нагони на самоодржување. И нагони што му предвестуваат опасност. Нели?
творецот ете така не дизајнирал. Меѓутоа ви дал и мозок кој може да промислува, да реагира, да донесува решенија, да биде креативен. Ако вие се во ситуации кои се опасни, еве да речеме, дозволите нагоните да ве надвладеат, мозокот не ви функционира. Сметате дека овде кај нас надвладеа стравот, нагонот? Кај нас е тоа. Кај нас е и секој ден. Не знам, еве, ова, само како почнавме ние со бонтонот, да ви кажам што владее во новинарството. Добро. Кај уредниците. Ке ви речат, пазете, доаѓа некој тип ненормален. Јас си дозволувам да го кажам, некој ќе рече храбра е, не. Иста сум како сите. И ја имам исти стравови. Само моето изразно средство да го надвладам стравот е точно ова. На човеков кој нас ни го прати ова као порака, да се ајде да се таквуеме сега, пошто не сакам да кажеме гражни како. Иначе си имаме ние збор за тоа, он го кажал јавно. Се вика ебење. Да, јас треба да го пренесам така, а не со звездички. Ако него не му е срам да го каже тоа, а треба да ми биде мене авторитет, јас ли треба да бидам сега културната? Наместо да го плюкнам и да му речам марш надвор, говедо, зашто говедо може само така. Или е на дроги, или кој знае што е. Некоја будалетинка. Јас треба да го третирам како авторитет и он да ми ја одлучува судбината на професијата. Да, новинарската професија ни е ставена во рацете на ван хоите. Од една страна. Чекај, моите колеги и твоите колеги за глупости на Никола Груевски му спуштаа камери, така? Така. За глупост. Така е, за глупост. Човек од културен со бели ракавици мислите дома шета. Значи, не сте чуле ни еден збор погрден од. Така е. На него му спуштаа ракавици. Така е. А на ова говедо, само затоа што е од надвор наречено, донесено, се спремни да му се облечат и гаќи, се спремни да свиткаат и грб, да се понижат пред собствените семејства. Еден странец, еден народ, да го нарече дека сме немале менталитет европски. Што значи европски менталитет? Што значи? Фашизам. Она што го гледаме. Таму кај нив. Французите европски ли менталитет имаат? Цела влада ја поклопија со крави и лепешки, со овчија мочка, со камиони истура гомна пред председателска палата. Они што се? Истребуваа народи и малцинства во Европа. Они што се? Цивилизирани. Прво, колективен менталитет не постои. Општо го говориш? За све. Ова, он што го кажал, е веќе фашизам. Белгијанците имаат ли менталитет? Колјачи на луѓе тогаш по менталитет се. Убици, цела Африка, платени убици. Нација на платени убици се они. Со историски докази. Од Патрис Лумумба до кого све немаат утепано. Убици. Генетски модифицирани, кој знае што се. Можам ли ја да им речам на нив така? Се повикуваш на нивните неоколонијални делувања во Северна Африка, во Централна Африка? Сега, познати се. Изнајмувани се. Кралот Леополд им е таков представник. Масовни убици се. Можам ли ја тоа да го кажам? И тоа како историчар со факти. Ако веќе говориме за колективитет. За кој колективитет он говори дека немам, фала му на Бога што немаме европски.
Ако е тогаш тоа европски. Не, јас не сакам да бидам на иста страна и порано сме кажувале. Предпоставувам Ние дека он немаме сакал ништо заедничко со фашисти. Он предпоставувам сакал да алудирал на некакво демократско однесување и што ти ја знам, а не полтронство спрема владата или Они ли не се полтрони? Пред кого се они не полтрони? Знаеш што ме буни у цела оваа работа? Значи, цел живот се сретнувам со медиуми како што се BBC, Sky, Euronews, New York Times, CBS, CNN. И секогаш се многу дефинирани, јасно, дури без криење. Провладини, опозицијски медиуми, продемократски, прорепубликански. И сето тоа функционира. Но кај нас, ако такво нешто дојде, тогаш ние сме, не знам што. Па, види, затоа што превише им обрнуваме внимание. Јас вака ќе ти прашам тебе. Знаеш ли кои се они? Никој и ништо. Платени службеници. По интелигенција се под нивото на секој што го знам ја. Кога одам на пазар, кога се возам у такси, трупци, си разговарал ли? Ја барем цела кариера ми помина со странци. Поглупи суштества неам нигде сретнато. Дури, еве, ваквиве, да речеме, просечни политичари кај нас. Се интелектуални джинови во однос на оние што водат држави. Западни, така наречени. Арно, ама стравот односач не на авиони... Не е само авиони... стравот, само чувството. Ако си сигурен, ако знаеш што знаеш како факти, тебе не те не те шокира авторитетот од другата страна, го гледаш човек и го гледаш плюс со интелигенција под секое просечно ниво. А ти си супериорен со знаење. И зошто да му се плашам? Зошто е шеф на држава? Или зошто е баш на таа држава? Или пратен од таа држава? Немој, молим ти се. Секој од нив можеш ти у емисија, а јас сум ги развалувала, фала Богу. На тет средби, мене ми бегаат. Ја не можам интервју да направам со некој од нив, зашто познати се бегаат од мене. Кога ќе седнам да ги прашувам, не знаат кај ми е глава, кај ми е задник. Ниеден амбасадор не прифати да дојде овде во емисија на многу побенигно. Нигде не дојде. Само ондека опозицијски медиуми каде што има договорени прашања. Ќе го растуриме. Ќе го растуриме на средба, еве. Нека дојде он со кого сака. И каде сака? Па да. Прифаќате? Не е у америчка амбасада. Не пред негова амбасада. Не. Не му идеме на колена. Он гостува у мојата земја, он ќе се нацрта кај што треба. Нема ја да му бидам слугинка на него, он да биде домаќинот на средбата. Малце си пофина од што овој Остартон, сум те гледал на дебати, многу си покултурна од што во моментов малце и емотивно збориш. Не, јас сум само темперамент на емоција, нема никаква врска. Ама темпераментот е дел од емоција? Не? Добро. Јас само акцентирам со темпераментот. Така. Инаку, ако немам факти, ја ќе си се повлечам од или ќе признаам пораз. Меѓутоа на ваква хохштаплерска ситуација, каде што они во мојата куќа ме навредуваат. Интересно е дека прв пат во овие преговори, каде што власта како да се надпреваруваше, колку да биде тоа е можно кооперативна... Се надпреварува? Не, како да кажам сега, не ме фаќај за збор. Значи, да покаже, окей, еве да парафразирам. Значи, како да се трудеше во сите овие преговори, со тоа попуштање, да покаже колку е кооперативна, колку е демократски, колку се низините големи капацитети на толеранција и сето тоа. Но овдека прв пат еве излегува ВМРО ДПМН се повлекува од преговорите за медиумите и медиумите, петте медиуми кои беа наречени непријатели на СДСМ. Ќе дојдеме све по ред. Ама сакам едно прво, значи да бидеме прецизни. Добро, се извинувам. Па види, зборовите се, рековме символи, јас сакам прецизно. Се согласувам да парафразирам. Власта не беше кооперативна. Власта капитулираше. Немаше потреба. Нас, да подсетам, ни се деси тортура ни се деси цели неколку месеци
со господинот Заев, господин црпнатиот Заев. Значи, ја тормозеше македонската држава. 5 месеци. Во јавноста излегува материјали. Така е. Беше кажано дека странски служби Така. од него, нели, обелоденето. Дознавме дека го снабдиле со материјали. Ситуацијата не беше нова, ја имавме 2001 година со големото уво. Истата ситуација. Како претекст за пуч, односно за промена на легално избрана власт. Бевме известени од оваа власт дека ќе овој пат ќе кажат се и кој прислушувал, значи се. Премиерот така се завети. Вистината ќе излезе и не е важно кој, што, како правил, све ќе дознае народот. На судски процес. Рече. Излезе народ на улица. Така. 100.000 му дадоа поддршка. Така. По 2 дена дознавме дека ќе идеме на преговори. Да, ама тоа беше после Куманово. У Куманово се деси она што ќе се десеше у Париз. Ама Куманово е преломната точка кога власта прифаќа преговори. Сите сме паметни да сватиме дека дебела уцена е падната после Куманово. Значи, тоа што таму се деси и што однесе 8 животи, било толку сериозно подготвувано и тој што го подготвувал таков јасен подпис оставил, да морал да ги забошоти по секоја цена трагите, така што ќе го принуди македонското раководство да подпише капитулација. Наместо да, значи, таква е заканата. И овие седнаа, игнорирајќи го народот, кој гласал пред тоа, значи една по една институциите, фактички, они само формално существуваат сега, као бирократија. Као што существува институциите на државите што беа во коалиција со Хитлер во Втора светска војна по нивниот пораз. Нали сите имаа квислиншки влади. Цела Западна Европа имаше квислиншки влади. Па и ова што беше после војната источна. Во овој момент ние навистина немаме автентична политика. Немаме. Така. Нашиот, значи извршната власт, двете глави, шефот на државата, според устав, и премиерот, фактички не си ги обавуваат своите, во полна смисла на зборот, според устав, не си ги исполнуваат своите обврски. Владата, надворешните работи, углавном ги води Тодоров и Никола Поповски. Премиерот се занимава со микроменеджмент, решава комунални работи, брка странски инвестиции, колку што ја гледам. Значи, од кога тргна пржинската авантура, ова е резултатот. Ѓорѓе Иванов, од друга страна, се ландра, гледам нон-стоп на некакви форуми интелектуални, каде што држи говори. Углавно. Ние, надворешната политика, ни е сведена исто така на форуми, кај што иде. Ова и тоа е веста која ќе објават новинарите. Никола Поповски денеска учествуваше на некој собир на НАТО членки и кандидатки на некој... Такви. Тоа не е надворешна политика. Ние неаме. Неаме ни внатрешна. Целата власт ја превзема намесникот без... Ја не знам, знаете, во историјата, во политиката, постои статуси на држави, на земји, значи протекторат, што ја знам, територија некоја која е под разно владение. Постои, еве, дури и ИСИЛ има некаква политичка групација која раководи со неа. Ние немаме ништо. Ништо. Имаме Джес Бейли. Он кажува што треба да се прави. Имаме Ајво Орав.
И тоа е тоа. Ние функционираме као у турско време, монархот е негде на друго место, ние овдека ете тука. Некоја раја сме. Протекторат? Па имате ли официјално? Немате. А уствари све е. Ви кажуваат што треба. Законите ви ги пишува оваа тутуруткава, овој нездравиов. Ван Хојте? Со менталитет. Ја на овој, при здрав разум, со минимум исправен рбет и самочувство и самодостоинство, не би му застанала крши него, него на клоци би го дигнала. Тоа е темперамент. Би му залепила таква заушка, камери да го снимаат и марш надвор да видам. Како фрлањето кондура на Буш? Шо е фрлање, бе? Од близко има да му А ти сериозно збориш за насилство? Бе, па како? Ова не е ли насилство? Вака, како го доживуваш ти насилството врз тебе? Така? Си ме поканил на гости. Така? Ти доаѓам, изнесува жена ти таму колачи, кафе, чај. Децава ти трчаат околу мене. И ја почнувам да те вреѓам. Прво ти кажувам дека распоредот на намештајов не ми се допаѓа. Па почнам да ти кажувам, ова ли е вода? Па почнувам да ти кажувам како да ја сготвиш или да ми ја принесеш храната. Па почнам да ти ги вреѓам децата. Па жена ти. И ти шо ке ми викаш мене? Господја Велиновска, полека кажете каде треба да подпишам. У твоја куќа. Знаеш што ми е најстрашно? Што пола народ имаш вакви што ги опишеш. Ти мислиш дека народот е нешто од порашка како тебе? Да, голем дел. А ја ти гарантирам дека пола народ дојде му дома Да. Да, Мирка. Вака гарантираш е многу јак збор. Да, Ајде гарантирам. да тргнеме и да го правиме тоа, да видиш Што ќе не снајде? дали у третата или у 10-та минута ќе се вратиш као оние французине што ги од Air France, што ги вадеа преку огради голи и боси. Ти си нормален ли? Директорите на Air France која ги начека работниците која ги претепа. Кој е тој што ќе ти се така ќе ти седи мирен? Па не знам. Очи има да ти извади на лице Мирка, место. извини. Како беше? Ван Хојте ни вика, престанете да се ебете меѓу себе. Кој меѓу себе, бе? Абе, таква му е реченицата сега. Ти ја читам реченицата. Престанете да се... Добро. Режија, ставете пип. Не можам ја пип да ставам. Од друга страна, имаш реакција на 5 медиуми кои се бунат, вртат грб, протестираат, напуштаат преговори. Чекај. И од втора страна имаш цела опозиција која ќути штама. За неја работи он. Ама чекај, значи навредата кога е дадена, значи не е дадена за сите. Они не чувствуваат дека кога он навредува, ги навредува нив. Тоа е најнормално он да навредува нивни сограѓани, нивни колеги. Не е нормално ни во Белгија, ај нека каже така. Абе ти зборам, цела опозиција го трпи ова. И гледаш дека никој не се буни. 200 ненормални као него. Ти која опозиција ја збориш? Ги збориш вака. Новинарите. Заев и овие што се белите шлемови, платениците на усаите на Сорос. Ама тие се. Па тие се 200, бе. За кој збориш? Ама тие 200 успеа да го направат и Пржино, и Куманово, и све успеа да го направат. Мој. Добро. Тие 200 и оваа екипа хохштаплерска, евроатланска, ништо немаше да направат ако не направија овие нашиве. Што се согласија. Ова ти е сега, они се силат, овие 200 души. Прво, гревчиња се, бе. Пореметени, не ги гледаш. Истото, ова што го збори оваа будала од Белгија, истото го зборат и го пишуваат они. Народот ги множи со нула. Ништо они не се. Да. Ништо не се. Факт е дека рейтинзите... Ние сме нападнати и окупирани. Тоа 21 година го кажувам. Ние сме нападнати, окупирани и уценувани. Од НАТО, од нашиот стратешки партнер, кој не ние, мислам стварно мора да сме многу големи наивњаци. Ние сме нападнати, окупирани, уценувани, таа е евроатлантска мафија, бе.
Еве Нас денеска... ни се закануваат, од сите страни сме, гледаш, со соседи кои се членови на НАТО. Да, еве и Црна Гора денеска ја примија во НАТО. Нека е со среќа, ич не сакам у тоа друштво. Мене, ако ме прашаш. А нас ни рекоа да го смениме името, па ќе влеземе. И сега работиме на менување на името. Па што мислиш, тој условниот извештај сега следниот, пошто ова се рачуна дека све сме прифатиле, до финале ќе видиш како ќе изгледа. Еве, ни се пофали ОПСЕ, дека диктја посебно ќе бројат они. Не разбирам. Не знам овој податок. Пржинскиот договор не си го читал. Не е цел, договор. не го знам. Добро. Туку е? Уцено. Сите полуги на власт на оваа држава Така? ги имаат странците у руки. Джес Бейли е паралелен председател на ДИК. ОПСЕ е бројач на гласовите. Значи, као Сталин. Не е важно кој Сталин... гласа и колку гласа, туку кој ги зборам реченицата на Сталин. Значи, го парафразирам Сталин, кој имаше на времето кажано. Не е важно кој гласа, колку гласа, туку кој ги брои гласовите. Вака, Шкотска тебе јасен пример ти е. Да, Шкотска беше класична местенка, најеклатантен пример избори, и никој ништо сите не... избори во Америка. Буквално гледавме Во како се Велика местат. Британија, Значи, вака се. значи сметаш дека тоа ќе се случи и кај нас, Сега ќе видиш у Шпанија како ќе се случува. Во Каталонија. во Каталонија. Како Како ќе има мислиш? преврат. Едино каталонците што не се као нас. Аха. Власта Ќе е видиш. прилично убедена во поддршката на народот. Рейтинзите говорат у нејзин прилог. Вака. Значи немој шаблонски вака да разговараш. Власта е сигурна затоа што народот сам ќе мора да се брани, а сам да се брани значи сам да му ја отеже работата на завојувачот, Добро. на окупаторот. Што сакаш да кажеш? Ке си излезе масовно на избори, зашто ако не излезе овој пат, све што ќе биде така слободно као гласачко ливче, они ќе фрлат. Све е тоа, ќе си ги местат, бидејќи Так. ОПСЕ е гарант. Так. ОПСЕ ќе биде со функција као што беше 2001 во Липковскиот крај, кога им дотураше, кога ја ги хуманитарна помош, а уствари и оружје и све, тоа е улогата на ОПСЕ. Вие да не мислите нешто друго. И ОПСЕ е под контрола на Америка. Многу тешки обвинувања. Па ние го Ставаше. гледавме, Добро. зашо тешки? Добро. Затоа што Америка се иземала како посебна, дека не потпаѓа под законите на човечкиот род. Затоа никој не може да ја суди уште за воени злосторства, зашто она треба да биде злосторничка држава прогласена. Незиното владење е поврзано со истребување на народи, почнувајќи од тој таму индијански комплот староседелци, преку расизам. Што мислиш? Милиони со милиони у овие 50 години нејзини војувања, она треба да одговара за злостори. Да се вратиме кај нас. Изборите. Па и кај нас. Кај нас они сакаат, гледаш, во ДИК да има надворешна контрола. Паралелна, надвор од устав. Така. Тоа во суверена држава е незамисливо. После Куманово, после Пржино се е замисливо. Ние имаме власт, Имаме ние специјално обвинителство. имаме ние министерства Со право на вето. кои никој не ги избрал. Имаме и јазик, господине Јанко, извини, кој го прифаќаат... Почнавме да се пресираме. Па сега вака Добро. да ти кажам, кои го прифаќаат нашите колеги и викаат како алтернативен или паралелниот министер. Која е таа функција? Бе, ние, пази, ние политички јазик веќе измислуваме за оваа наша ситуација. Не постои вакво нешто никаде во светот. Ја не знам, еве, толку години сум у политикава, не знам ни една држава. Сличен пример. Не знам ни во протекторатите. Вакво нешто, значи, ние сме буквално некаква лабораторија кај што не се ни трудат, барем горе-доле некои интелигентни типови со формално образование да ни ги донесат, за да бидат маскирани. Ова умоболни почнаа да ни ги носат. Значи, рамковен за рамковен умоболни беа. За ова дамбетер. Ова шлям на шлямовите у Европа ни го носат.
Ако продолжиме вака, не знам за која ќе ни го се обида да ни го менјаат името, а тоа е све овие. Значи, 2016 све треба да заврши, според нивното. Да имат бришан простор, парцела нова за геополитичката игра. Ние сме на линија на огнот, лани не постави Обама. Не ги гледаш дека зујат околу. Ене ти го кери у својата држава Косово денеска. И гледаш, тука се. Работа се игра жешка политичка, геополитичка игра. Тоа ќе збориме после. Ние сме пивот. Што со изборите? Се обидувам да ти го фатам целото рацио во врска со изборите. Значи, од една страна убедена си дека ОПСЕ и се во ова што се сервира ќе има тешка местенка. Се извинувам. Пушти ме да те доискажам, одлично ме разбираш, и ти и народов. Значи, дека се игра тешка игранка, да се прави местенка при броење на гласовите, без оглед какви да се рейтинзите. Ири искача, ВМРО води, Груевски води, овие им паѓа рейтингот и така натаму и така натаму. Најверојатно, специјалниот обвинител сега треба да излезе со некои драматични обвинувања и да имаме драматичен пад на рейтингот, со броењето, како да не е во прашање. Имам чувство дека ако сака, можеа да ја срушат оваа власт. Зошто не ја срушија? Неколку твои формално се уште е Груевски на власт. Па ја затоа викам, ние различно разговараме. Добро. Срушена е власта. У Страсбур ја срушија уште пред да се случи овдека пржино да се објави. Излезе Иво Вајгел излезе и даде изјава несрекна. Зато ти викам, ако не знаеш да ги читаш, или ако ги читаш површно, ти ништо нема да разбереш. Иво Вајгел ми кажува, во Страсбур се тоа беше последен пат Груевски таму. Таму е направена притисокот. И излага човеков одеднаш и вика, нема, само, значи, консензус не успеавме да постигнеме околу Никола Груевски. Дали да се поднесе оставка или не? На секој новинар со професионален слух вика, шо збори овој? Европски парламент ли одлучува, бе? Кој ќе биде премиер? Ја ли бирам или они таму европски пратеници ќе оставка кој да поднесе? Овдека никој не реагираше. Ја јавно прашував, никој не кажува. Остана многу нејасно. Јасно е. Во јануари он се повлекува. Он е веќе повлечен. Па, значи, зашо викаш имаме, немаме. Он за тоа се занимава со оваа мини политика, социјална политика дома. Он фактички демисионира. У јануари ќе се повлечен е. Само не е официализирано или не е нацртано. Он не е премиер. Џоле фигурира како шеф на држава, ништо, нема функција. Македонија е обезвластена. Имаме бирократија која функционира и намесникот кој ја координира. Ништо друго немаме. Кои ни се опциите тогаш сега? Опциите, народот е суверен по устав. Ако не го признаваат политичарите домашни и надворешни, ние си го признаваме. Ние сме суверени. Суверен значи крал. Господар на оваа територија е народот, секој со својот глас. Ние кога излагаме на избори, како господари, го предаваме нашето право за владение на наемници, политичка класа, која се трка за нашата наклоност, да го владее ова парче земја у наше име. Ја знаеме лекцијата за демократија. Тоа е основата. Суверен, зборот суверен, тоа значи. Крал. Те прашав што ни се опциите. Опцијата е да си излеземе, да си ја се надевам нема да гласаме, не се надевам, него убедена сум, за црпнати типуси, не за робовладетели, не за марионети, ќе си гласаме. Не би гласала ја ни за овие, што дозволија
странци да ни играат вака, да ни играат мајтап со нас. Затоа си им многу лута. Па како да не бидам лута? Познаваш ти некој што не им е лут? Лиле Поповска, еве, можеш да ја гласаш. Бог да чува. Ама они беа привезоци на овие партии, па на нив да им дадам дозвола да би бидат марионети. И тогаш, ако гласаме, треба за некого да гласаме. Ке гласат за ВМРО-ДПМН. Ке гласаат масовно, не зашто имаат избор, зашто немаат избор. После од која ќе ги гласаме, ние ќе бараме. Значи, прво они ќе се појават со други екипи. Не може да се појават со овие у собрание што дигаат два прста за да ги изгласаат антиуставните закони. И што кога беа бомбите се растркаа низ цела планета. Значи, ке си прочиста таму политиката, они покажаа дека знаат како да работат. Ова беше под принуда, ова се вика на резерва или пред жут картон вторсе, но од моментот сега, нели, идеи бараат, од моментот кога ова ни се случи, ние мора политички да бараме во Уставот да влезе, као речи си добро утро, референдумско изјаснување. Исто како во Швајцарија. Исто како на Исланд. Макар за... не ме интересира. Дали имало камбени, дали имало минаре, референдум. Дали ќе влагам ја ЕУ, НАТО, дали ќе треба нешто... Референдум. Каква политичка одлука да донесуваат која дигаат два прста у Неа Британија сега мора референдум да направи за Европска унија. И после 10-20 години мора да го направи. Не, за све. Референдум за народот да си ја контролира својата власт. За да не ни се дешаваат вакви свињари и веки. Да не може ни еден странец да ми доаѓа у куќа и овака да се понаша. А може вака затоа што немаме референдум? Па гледаш дека просто е праено тоа, за да не можеш да собереш, ти треба да се окозиш да собираш 200.000 потписи. Велиш дека народ ќе гласа за ВМРО-ДПМН? За себе ќе гласа. За себе ќе гласа. Чувствувам доста од јавувањата на гледачите. Се создава, дури и оние што им се прилично лути и контра на ВМРО-ДПМН, начинот и односот на странците, кои буквално веќе како да изгубија сенс како изгледаат пред народот, се создава еден силен отпор. Дали мислиш дека ќе се случи како во Турција, кога народот турски почувствува толку силен притисок од странците, да буквално како реакција гласа за Ердоган, не од сака, само за да контрираат на тие фактори од надвор. Ајде да те потсетам. Пред година и пол, ако две, во Сирија се одржаа избори. Не ги паметам како иде, не следев. И тоа странците побара и овој војна војна ситуација организира. Преку 90% за него гласаа. Пази, не унутра. Не шефот на опозицијата, кандидатот што се откажа. Натре. Сите представништва дипломатски, пошто многу бегалци имаш. Добро. Под америчка контрола. Да гласаат. Сириците отидоа да гласаат, сириците надвор гласаат за него. Сега му мереа, после, значи, 4 години, 55% сирици, значи со све. Со такви трауми што преживеа луѓето, 53% за него. Ајде да се вратам уште нешто. Добро, ова е одговорот наш. Ние веќе не гледаме дали е некој, како се вика, Никола Груевски или не знам што. Ние го гледаме веќе она што ни е кодот на препознавање. ВМРО, бидејќи СДСМ го изгуби својот код на препознавање. На препознавање како комунистичка партија која водеше антифашистичка револуција, изгуби све тоа, они стана една багра. Они се веќе, како ги викаат тие, марионети или корисни идиоти, една групација, уопшто, као овие во Украина, што се сега на власт. Тие немаат никаква врска со народ. Нема никаква автентичност. Па нема, идентитет нема. Ни политички, ни личносен, никаков. И ти сега си гласаш за едно име, за можда мит, не е важно, важно е нешто за кое ти се држиш. И ние мораме тоа да го издемонстрираме јасно. Арно ама, ми велиш, опсе,
Да. ќе брои. Ќе брои. Шкотска ќе брои. Нека брои. Нема да ни се случи Шкотска и не. Ако излезе Како може да не ни се случи? Прво ние ќе бидеме Дали колку е важна масовноста, ако паметам добро, не само масовноста, туку кога ќе се излезе? Така. Од 8 до 10 са бајле процентот бајле над 10% да биде. Ја би сакала да биде јаче, 15%, 17%, редици да гледаат они. Така? Ти знаеш Тоа е за нив што е хорор. факторот мотивација. Тогаш ќе активираат сценарија за дестабилизација. Тоа им се стари шеми. Они работат по шаблони за да те демотивира. Но народот како и во Грција на 2 пати. За Сириза. Пошто не го сака. Со целиот, точно, и за Сириза беше огромен притисок од цела Европа против него, па го избра народот. Народот не знам дали забележа што направи. Ноќта кога се броеа гласовите. Така? До Сабајле, кога беа избројани. Така? Они стоеа. Каде? Се ги бранеа институциите, околу институциите. Витални. Парламентот, владата, ДИК. Тоа не го паметам. Како не? Па јас затоа што седам до Сабајле и гледам музика си. Никој не се обраќа, седи народ. Сабајлето, викам, овие, шо прават? Почнав да ги листам првите коментари, вика, во одбрана за хунта, да не им направат државен удар, да не ги признаат резултатите и војската. Мислиш дека тоа инстинктивно народот го почувствувал затоа што му се случило тоа во историјата? Веројатно, но има некој што размишља, види, политички писмен народ, а нашиот е политички писмен. Знае, нели гледаш, сите се занимаваат со политика, отвори телефон, све ќе ти кажуваат. Секој име на политичар го знаат. Ние ќе си ги браниме институциите, тоа најасно да им биде. Не ги праеле они, за они да ги користат, а и ние имаме искуство со тоа. И влагавме у собрание 2001. Народот си го освајаше собранието. И работниците 80-тите години влагаа у собрание. Ние нема да влагаме околу, да не му падне на памет на НАТО преку нашата армија да действува. Да не им падне на памет преку полицијата со алтернативен министер дека ќе действува. И такви сценарија мислиш дека може да се активираат? Ја не размишлям у сценарија, креативен ми е мозокот, пуштам да ме води на сите страни, зашо everything is possible. Све што мислевме као нормални луѓе дека е ненормално, се случува. Мирка, ќе направиме сега кратка пауза и веднаш потоа ќе продолжиме со разговорот. Продолжуваме разговорот со Мирка Велиновска. Джес Бейли се појави на Ал Сатем, како и по обичај секогаш на контролираните медиуми, и излезе дека политички оно што го даде жртва, како со оставки ВМРО ДПМН 4 оставки на клучни играчи, дека не е доволно. Што беше јасна порака, барем и за оние минимум што имаат политичко познавање на јазик на политичарите, дека се бара главата на Никола Груевски. Главата е веќе објавена за продажба. Они очекуваат од него, кога ќе ја напушти функцијата, нели, договорена со Пржино, за 25 дена, така. Така, технички, ќе добиеме и технички премиер, нели? Така. Они очекуваат од него да соопшти во време на предизборието дека он нема да биде активен. Нема да биде активен во политиката, односно дека нема да се надпреварува за премиерска функција. Значи да евентуално да демисионира и од лидерската позиција на ВМРО ДПМН. Ама он ќе биде слободен човек, што сака може. Нема никаква одговорност политичка, затоа што нема никаква функција од нова година натаму. Ја не знам што они и договарале и испреговарале тајно. Никој од нас не знае.
А со оглед дека веќе е успоставен поредок на притисок, и тој си иде, гледаш све, фактички едни по едни институции се откажуваат од своите уставни права. Нели, уставен суд имаме формално. Прекршен е уставот со ова. Дури не се ни осмелија да поднесат оние што се осмелија си ги повлекоа. Значи, освен Тодор Петров. Тодор Петров уопште не го рачунам, тој е секогаш играч уфрлен, ако го води он Македонскиот конгрес, тоа од порано сум го кажувала, он фактички има улога да упропастува иницијативи. Секогаш кога ќе се појави, фактички он е амортизаторот, ја испумпува енергијата. Така беше и за собирање потписи за референдум, ако се сеќаш, уопште не собираа. Ја и неколкумина по локалните телевизии идевме, и тоа го кажувам со сигурност, бидејќи и опклада ставив со британскиот агентов дека што беше задужен за терен, кој се фалеше запозна со него со Хенри. Да. И дечкото вика, вие нема да соберете ни 15.000 потписи. Опклада ставив дека за 10 дена ќе ги собереме сите и повише. И кога ги собравме, со вака. Значи не преку мејнстрим. Мејнстрим блокира. Така. Медиуми. Да. Локалните медиуми не ме мрзеше. Патував, од Охрид ги прозвав. Таквите. Тодор Петров се јави. Блокирачи фактички. Експозитури тајни за да ти ја исцицуваат енергијата, да амортизираат, ништо не превземаат и народот нема, нели, народот мора да има водство. Добро, некој да. Небитно. Значи не е важно. Да се вратиме на ова дека институциите се откажуваат од своите уставни права. Вака. И дека од Груевски ќе очекуваат тотално да се повлече. Да. Па они му спремаа пуч во партијата со појавата на тие, како се вика, Никола Димитров, Лазаревик, од внатре да се подели. Да, ама во мај месец доби унисона поддршка. Па си доби, не успеа тоа, но еве го сега гледам како го работат преку анкетите. Добро. И јас го пишував тоа затоа што ова е старо сценарио, применувано и беше применето во Германија. Дека анкетата на ВМРО ДПМН е повисока од анкетата на Груевски. Мислиш процентот? Процентот. Значи они етапно ја охрабруваат партијата со нивните кандидати за лидери, пошто нели со суети има некаква хиерархија таму партиска, охрабруваат да му го подриваат лукаво авторитетот или неоспорноста на лидерот. Ај сега да те... И сега гледај. Добро, долги години символ на ВМРО ДПМН беше Груевски. Добро. И затоа он имаше висок рейтинг, а они стално помал. На партијата. Сега имаш 4-5 анкети наназад, види. Така. Полека. Он не може да не биде највисоко рангиран меѓу народ, ама му ги намалуваат процентите. Значи тука е манипулација. Да, и зголемуваат на овие. А да се навлечат на овие ВМРО-вците да речат и да најдат некој, да. Ама да се размислува на ова. Вака го тера, за да го натераат Шредер да си поднесе оставка и да прифати предвременни избори, да, пред Меркел. Пред Меркел. А да ја донесат неа, му пумпаа анкети дека му е паднат рейтинг, не знам што. Он нели социјалдемократ беше? Така. Партијата стално под него. Неприкосновен беше. Човекот, за разлика, мислам, од кај нас, на крај прифати, но кога отиде на терен, се виде резултатот. Фактички, значи, со таква пропаганда жестока во која влегоа и германските медиуми. Сепак победи Шредер. Не. Меркел со еден пратеник фазла. Ама целта беше се постигна. 20-та мораа да направат коалиција и таа траеше година и пол. И на крај се повлече Шредер, остана. Мислиш дека и тој тоа моделче го имаат овдека. Овдека. И јас неколку пати. Значи ВМРО ќе победи,
може евентуално и да бе, да биде многу тесно. Читајте го внимателно Бранко Геро, пошто он е тутурутка свирче на овие и ја има таа улога, стално да известува што драматично во уставни рамки, во трансформација на системот политички во Македонија, што ќе се менува. Он го најавува пред време, бидејќи му го кажуваат да го најави. Он го најави ова 4 партитно владење со Македонија. Без опозиција, без власт. Значи, едно племенско уредување како што беше у Либија. Колективно раководство, како во Југославија. Крајот на Југославија беше колективно раководство. Ама само до моментот кога ќе подпишеме откажување од името. Jer тогаш нема кој контра да биде, нема опозиција, нели, овие се две големи коалиции, СДСМ и ВМРО, нели? Партиите сите се унутра. Мислиш дека ќе се осмела да го сменат името без референдум? Зар мислам? Нема референдумот кој ќе ни го контролира? ДИК со ОПСЕ? Од кој ќе го смениш името, више нема таа приказна. Више ќе биде оваа приказна, ја што ја кажувам, а не да овој пат не дај Боже да сум управен. Дали ги анализира? Ќе излагаат македонци од шахти. Ако сакаат да видат што е терор, тогаш ќе видат. Зашто кога ќе исчезне светот за тебе. Не те разбирам. Па без идентитет кога ќе останеш. Добро. А имаш уште меморија. Што стануваш ти друго, освен самоубица? Све што ќе ти налета на пут, вакви као овој белгијанец, као, не знам, Заев, као све ке, кога ти си веќе умрен, така? Жив мртовец. Све ти е земел, куќа немаш, значи, државата као куќа нема, ја немаш, друг ја владее, ти не си човек, бидејќи си роб, бројче имаш, бројлер си. И уште ти кажале дека не се викаш кокошка, еве да речеме. Не знаеш више, ништо не си. Помалку од човек. Што мислиш ти, како реагираш? А си заспал као слободен човек, а се будиш као... Малце го забораваме тој фактор, да, се согласувам дека во разговоров не го спомнуваме тој фактор на толеранција на пукање филмот на македонците, така? Излегува, дека овие е сетина излегува, што излегува со колку народ. Но овдека која ќе им пукне, која ќе почувствува, дека 2001 се сеќаваш како беше пред собрание која ги излекува. Не може да излезат. Така? Се сеќаваме како НАТО ги вадеше заедно со ОПСЕ, овие што беа у Арачинова. И што сакаа, што се спремаа и за диво населје. Тоа ќе се деси во Македонија. А се сеќавам, бога ми, и кога 17 возила на ОПСЕ гореа во Македонија. Знаеш, има момент кога пука филм, се вика. На секое добро утро што си се клањал, на секоја навреда што си отчутувал, све вака како инхибициите од внатре експлодираш. А сметаш они дека не работат толку интелигентно да бидат... Не, они се комотни затоа што до сега све им успеваше. Ево вакви пеперутки. Ние сега колку енергија потрошив ја на ова будала од Белгија. Така. Тоа е пеперутката. Мене ова е главното. Треба да го преживееме овој период на жестока пропаганда, ужасна, со големи провокации и закани, што ќе ни дојде до април. Пред се од јавниот обвинител, специјалниот јавен обвинител. Овие овакви групации од Косово што ќе ти доаѓаат овдека пак да ти дигаат, може и некој инцидент. Па не знам дали си шетала деновиве, скоро сите големи трговски центри се со полициско обезбедување, со тешко вооружување. Во оваа фаза, они фактички не застрашуваат, како што ја застрашуваат цела Европа, нели? Прво се искрца американците. Така. Покажуваа, парадираа со возила воени, не знам, ги држат у страв. Кога ги држиш во страв луѓето, они не мислат рационално, со ладна глава, под емоција. Во европскиот случај сакаа да ги измотивираат, да ги мобилизираат за крстоносни војни.
пошто НАТО и Америка кубури, најголемата слабост им е кубури со пешадија. Никој неќе да гине, дури ни нивните социјални случаи кои ги мобилизираа ни за дрога, ни за пари иде. Значи, во Европа не можат. Европјаните се паразмазени, они ли сега ќе војуваат? Си уживаа, си правеа кејфови, им беше гајле шо гори светот околу нив. Сега со мигрантите за тоа им ги пуштија. Да развиеш антагонизам, омраза, страф од едни од други, да се радикализира, се создаде за да можеш лесно да облечеш униформа. Уште не може да го направат тоа. Еве, гледаш, французиве не реагираат, не зимаат пушки. Фала Богу, они не се нешто по пушките. Никогаш и не биле. Тоа како може да се прошверцаат негде, сакаат колонијалисти да бидат, ама не би да... Знаеме како ја бранеа 41-ва Франција. Па види, легија на странци, они ја Не, знаеме како армија за да војува у колониите. Како без отпор влегувале војски таму. 200 партизани и влада у екзил, тоа беше. Ама, нели, сега, ние овдека, кога го знаеме сето тоа, од историја, а историја, нели, као што вика Груевски, е систем, совршен систем за рано предупредување. Кога доаѓа цунами, ти се подготвуваш, не стоиш да го дочекаш, да му мафташ, него се склањаш, градиш, се тргаш од местата, правиш некакви стратегии за да останеш жив. Нас цунамито веќе ни е објавено. Ние го чекаме. Знаеме денот на избори. Ако има, ако нема, шо ми е гајле. Мислиш и тоа може сценарио да не се случат избори? Па да не се случат избори, уште 2 години оваа влада може да владее вака со наместници. Она си имаше мандат, она си го се откажа од мандатот. Така. Значи, ако се случат избори, ти реков што треба да направиме. Ние мораме да си излеземе масовно. Тука нема никој да се вади пред себе собствена совест или не знам што. Знаеш, ја не го сакам овој, не ми учини, не ми запосли, не знам не. Но велиш дека масовноста и што е можно порано излегување е најголемото. За да се демонстрира, да. Да се демонстрира. Решеност кога се демонстрира, они се немотни. Немотни. Тоа више сите изборни процеси кај сакаш тоа го докажуваат. Они затоа се нервираат. Значи, кога ќе ми ја одземеш манипулацијата као оружје, што мислиш? Зашто Заев ги прогласи за непријатели медиумите? Затоа што објавуваат, програма има 90% од тоа големиот брат и серии, музички, овакво спотои? Не. Заради неколку новинари. Ја и ти сега вечерва треба да си мутав да не знаеш какво влијание ќе има тоа. Они знаат и бараат, прво бараат поединци да се тргнат. Отворено за да може да го бараат тоа, треба да сменат регулатива, а тоа е да се заканат, значи со свој човек во Агенцијата за медиуми, тоа како се така, некој од Сорос, регулаторната, не, да биде под нивна контрола и на газдата да му се закана дека ќе изгуби лиценцата за медиум ако не го тргне Јанко, Петко, Мирка, не знам кој, ако не им забрани. Они ги таргетираат по луѓите на моќ, за да не тргнат. Глупи се, морам да ти кажам, зашто не важи више тоа правило. Дури и да не сме, и на пак народот можеме, знае. Не, така. Со инка ќе излезам на плоштат и ќе држам говор. Така. Значи не помага тоа. Не помага. Не помага. Дури и да не тргнат, мислам дека народот... Разбираш, може да прати порака, да ги уплаши тие помладите, да, значи наместо да бидат стегнати и храбри да се изборат за својата слобода, так. Они се углавно се повлекуваат. Но после нив нема да има кој да ги брани. Зашто секогаш еднаш ке ти пукне, као што им пука на западниве нели новинари, па излегуваат и викаат да работевме за ЦИА, не притискаш. Како што објавуваат милион пати. Сегде.
Значи тој систем више не дава резултати, но ќе го пробаат кај нас. Дали ова што се случува кај нас, Мирка, окей, го изелабориравме навистина многу детално и мислам дека имам прилично јасна слика. Иако во овој момент можеби единствена добра работа што Груевски иако микроменаџира, како што велиш и го критикуваш на некој начин низ иронија, но има некои добри потези. Повторното акцентирање на Кина, за инвестирање на Кина во Македонија. Тоа е државнички потек и од аспект на она што викаме геополитичка игра, шаховска, тоа е шаховски потек. Значи, дури пријатно, вака ќе речам, во ова мрачно секојдневие се изненадив кога видов дека ја спомна темата за економска зона ексклузивна кинеска во Македонија. Тоа е, вака да се изразиме сликовито, као на месечина кога се спуштаат, нели, боднуваат знамиња, тоа е да боднеш на македонска почва, сега бидејќи имаме само америчко знаме, да боднеш знаме на интерес на друга голема играчка сила. Што утре ако во Совет на безбедност се гласа да имаме некој... Да имаш образ да побараш да те заштитат. Така. Пошто те признала уште како Република Македонија, а ние завршуваме во Совет за безбедност. Тоа значи повеќе пати оваа приказна дека ќе заврши у Совет за безбедност. Така. Европска унија ја предаде Македонија како предмет во Совет за безбедност. Кога ќе те дадат во Совет за безбедност како суд, као орган, тоа значи дека си ти безбедносен проблем. Прашање кое имплицира безбедносен проблем не локален, туку регионален, минимум. Затоа ти си третиран како буре барут. Нов Букурешт... Зошто од тебе? Па како? Нов Букурешт ке има, Европа ќе го прави 2018. Тоа е одавна правено. Не Букурешт, него Версај. Букурешт го оваа година го завршивме. Не заврши. Значи, нема решение за Македонија, не подпишала, сега до 2018 све треба да им биде чисто. Ако не биде чисто? Ако ние дадеме отпор? Ако дадеме отпор, ќе си останеме живи и здрави. Често пати си викала дека многу странците имаат речено, што ви е вас бе? Сакате држава, раат, која бе критикувала на твоите темпераментни обраќања, зошто не третираат вака... Британскиот министер. Даглас Херт ми го рече. Бори се и треба да издржите. А што мислите? Така ми рече. Дека ние доброволно вас ке ви даеме. Па ние сме подпишале да ве нема. И сакате да сега да избришеме тоа што сме подпишале. Тоа значи да си ја менуваат они историјата. Да признаат дека сгрешиле. И ти вика, попрво спремете се. Па викам, колку, што треба уште? Вика, уште колку време ке трпите вие овако, треба и 100 и 200 години. Дали Америка во овој момент... Вика, на нас е да ве притискаме, на вас е да издржите, да се изборите. Тоа ја нема да го заборавам. И захвална сум. Да, мотивирачки. Мотивирачки. Ретко кој политичар може отворено ќе го каже. У интервју да прифати и да го каже. Он го кажа. Дали ова што се случува сега во Македонија, како да се согледа во целокупно? Еве, Кина ќе влезе во игра. Сакам да ја внесам Русија. Русија како да се изгуби од целава игра. Зошто ја нема во однос на Македонија? Ако Лавров негдека во февруари рече, не се обидувајте да дестабилизирате Македонија, што беше прифатено прилично добро, Русија прилично се заќуте. Или може би погрешен впечаток. Одлично ти е впечатокот, меѓутоа не е Русија. Тоаш треба да ја објасниме политиката. Ако ти немаш интерес, која ќе ти понудат, макар, како се вика, јадица или да повлечеш, ако ти не покажеш интерес за себе, зашто он да смета на тебе? Тогаш беше многу силна кампања дека владата се врти кон Русија. Се сеќавам Геровски како пишуваше... И нашата влада, бидејќи не знае никаде е руска амбасада. Нели ние овдека им славиме празници национални на Америка. Еве оваа година министерот за одбрана отиде у Вашингтон да им организира концерт со Владко Стефановски за
денот на благодарноста, Thanksgiving. Молим ти се. Ние наши празници не прославуваме како што ги прославуваме американските овдека, со огномет и со што сакаш. Шо мајка бара Русија со тебе? Ако ти немаш таков интерес, но мене, ја кога зборам за македонскиот излез од ваква ситуација, страшна, евроатлантска, само со еден пат, ти себе се изместуваш од својата природна геополитичка, односно геостратешка позиција. Ти си географски крстопат. Крстопат не можеш да прогласиш дека функционира само со еден правец. Нели и коридори правиме сега исток-запад, зашто имавме само север-југ. Така, коридори. Така и у политиката. Ако си на раскрсница, треба да имаш шо поише опции, а не да ги затвараш. Имаме тука Иран, го давам тој пример, имаме амбасада на Иран. Иран е регионална сила сега во Азија. Турција, пошто е на залез, гледаш со лошите потези околу Сирија што ги одигра, гледа ја Иран. Сите отидоа, сите европски земји. Прва, Велика Британија се нареди. Франција, Германија со торбичките, бизнис ке терат сега со Иран. Откако ги симна... Готово, санкциите сега се симнуваат и она станува сега потенцијал, а спремна е со кадри, со знаења, со производство, пошто многу јака интелигенција има. Ние уште си ја гледаме низ вера само, нели низ религија. Тоа е кога не знаеш дека во светот религиите се за една ствар. Политиката и економијата и поврзаноста е за друга. Светот не е ист како што ние си имаме впечаток од некогаш. Тој е динамичен, се менува. И сега сите тие што ја ширеа пропагандата, први тутањ фатија натаму, ние уште како макрадули размишљаме. Треба да се јавиш у Вашингтон и Брисел да ти одобрат дали да отидеш негде, да си бркаш работа. Ние до сега ке имавме, ако Русија ти ја прикажуваат као баук, ама ги гледаш, со куферчињата сите идат таму, и санкции ставаат, ама идат и на баци рака. Како Меркел, не е Јужен тој, не е ова, не е оној гасовод, а низ Босфор си направија свој. Нов со Русија. На сите санкции. Да. Ама Финска пред банкрот е као Грција. Тоа да. Сега се решија финците, так. Сега се решија референдум да излеземе и од ЕУ и од каде се... Ти која ќе сватиш дека те всушност роб си. Америка ја боли уво, она е таму. Овие овдека ја плаќаат цената. Сега, еве, Турција сега со оваа глупост што ја направи. Што направи Турција во суштина? Се коцкаше. И... Со која цел? Па еве, целта ја објасни ја малце. Или сакаш да направиме пауза па да ја објасниме малце? Не, еве, барем Турција да ја завршиме. Ајде. Турција настрада, прво Джез Бегли ја дестабилизираше таму. Значи, кога беше он таму амбасадор? Тоа беше таа револуцијата за еколошката. Да, паркобраните. Ја запалија. Он тоа беше затоа што Турција почна сама да си води политика. Ердоган е таков тип. Со султански размислување за обнова на Отоманот. Ама во модерна смисла на зборот. Не да ги освои државите, ама да си има своја сфера на влијание. Так. И кога американците почнаа со тоа револуциите, муслиманските браќа да му ги чистат, така. Нели, во Египет поготово, он се потресе. А да му ги чистат? Да. Добро. Се потресе и сметаше дека му забиваат него ношу грб и почна да си води своја политика. Штом почна своја политика да се води и да се занесува, Джез Бейли, господинот, му го пуштија таму, специјалецот со европскиот дел од турското население работеше и ја запали Турција. И уште не може да се крене од тогаш уште. Но он стана све по агресивен и сега, бидејќи русите па му ја замрсија ептен работата, он мислеше дека ќе го соборуваат. Асад конечно на крај, русиве ја вратија играва маестрално. Ја го разголија Западот, покажаа дека фактички они глуматарале со ова
Не. Парафразирај, врати се, напушти ја поетиката, биди малце попрецизна во анализите. Најпрецизна сум. Они мислеа дека со Русија како нивни партнер, ама не учесник И во тоа Сирија. прилично добро. Ти сама кажуваше, Така, акцентираше, Ердоган отиде во Москва со Путин. Сакаше у БРИКС, ама он ти викам, он е заради геополитичката позиција, он одлично игра на повеќе карти. Турција е пивот земја. И има маневарски простор да игра и ваму и таму. Кога им се наљути на американците што му ја дестабилизира власта, он ги обвини дека они шуруваат со ИСИЛ и дека ги интересира само нафтата. Ама кога русите влегоа во игра во Сирија, он сега требаше да се брани од две страни. Американците ги поддржуваат курдите, а за Турција курдите се као, еве, за нас, да речеме, албанците, кога сакаат да прават голема држава. Лирида. Значи, тоа за него е шок, Така. табу тема. Второ, сите граници му се со онаму кај што има војни и кај што се интерес Сите на се големите. проблематични. Значи, он мора да игра, да маневрира на повеќе полиња. Трето, тоа со сунитската Добро. исламска линија, него очигледно му го намалува видното поле. И они рачунаа на тоа, на ветувањето на Америка, дека ќе ја распарчаат Сирија. И секој ќе добие свој комат од територијата. Што беше тогаш идејата на рушењето на авионот? Па овој Путин кога влезе таму, тоа веќе беше јасно дека таму така нема да се игра више. Сирија ќе се борат да остане цела. Значи, ни курдите од Сирија да не се отцепат. За сметка на тоа, таму горе кај Ирак, Ќе добијат своја да, и евентуално Турција се плаши од кај нив. И плюс, значи, ова со бизнисите Денеска и со судење. Зашто после сирискиот случај ќе има нешто као Хашки суд за воени злосторства. Таму више 100-0 се фатени. турците. Па не само турци, и американци, и евреи, гледаш ти дека Израел преку Мосад е во Ирак, преку во ИСИЛ. Команданти им фаќат со броеви. Ирачкава влада сега ги објави. И имиња на војници, на раководители, инструктори на ИСИЛ. Израелци. У робство им се, тие ќе ти бидат утре сведоци за злосторства. А и во исто време денеска генерал штабот на руската армија одржа прес во кој покажа снимки како Турција работи со ИСИС за Не покажува друго. Кој Со ги дава нафтата. печатите? Пошто Турција вика кај нас транзитираат. Печатите ги дава за реекспорт Израел. Нетањаху што мислиш зошто трчаше у Москва? Мора да имаш формални дозволи, не можеш на граница само така проаѓаш. Тоа им го покажуваше на Г20 Путин на земјите. кој им рече дека земји има Сватени се со смркнати гаќи сите. Ама никого не се загрижи, не А гледа. затоа контра вака. Затоа му сруши авион И авион, и све. Што мислиш, ова е опасна игра, кај што сакаат да го натераат да се да повлече. се повлече. Арно, ама Па си видел ти некогаш Русин да се повлекува? У геополитика тоа вака се вика. Кај нас, сум го видел како ја пали Москва и се повлекува Чекај, не. во Сибир. земји што имаат длабочина во војните, нели? Стратегијата ја прават според географската карта, според карактеристиките на земјата. Ако си ти вака као Чиле, издолжена као колбаса, ти не можеш да спроведуваш таа таква дубинска стратегија. Jer си плитка. Плитка Ќе те земја. пресечат, лесно. Русија со 9 временски зони, она има воена стратегија да те увлече унутра, зашто и у најкратка војна ти ќе фатиш зима. Барем кој ќе се повлекуваш и ќе замрзнеш. Значи, збориме
Русија не се повлекува. Оваа игра на Русија е или со штитот или на штит. Ајде продолжиме. Веднаш по паузата, па се враќаме назад. Не. Кај застанавме, Мирка? Застанавме кај Русија зошто не брани. И Така да го речам. застанавме што во суштина се случува сега со целава работа. Рековме дека велиш дека Русија не се повлекува. Турција, што направи Турција и поддршката која доби од Европа, која одма и ги отвори за преговорите, безвизен режим, Русија има во едно нешто право. Успеа Путин да ја испровоцира Турција на Г20, кога им ги подели рутите на набавка на нафта од ИСИС. Да, и други документи кои ние не ги видовме. Тоа ја натера Турција, знаејќи го, значи психологијата е еден од главните фактори кога седнуваш да играш шах. Треба да го испровоцираш противникот за да направи грешка. Турчинот се стави одма на располагање, бидејќи Америка е во даун, во нокдаун од кога влезе Русија во Сирија, беше најасно дека ќе се покаже целата реална политика на западниот блок или фингерајката што ја праеше, глумејќи дека се бори со ИСИЛ. Пошто кога веќе имаш сила на терен, ќе ги видиш резултатите од нејзините акции и почнуваш да си поставуваш прашање. Што правевте вие сето ова време? Не ми е логично. Многу. Играш ли ти шах? Не, играм шах и тоа прилично добро. Логика како ти иде? Не. Пази. Не ми иде логика. Знаеш зошто? Еве сега ќе ти кажам. Бели го спомна неколку пати да колку сака да го сруши Ердоган. Од друга страна, неколку дена. Ма не е тоа проста игра да мислиш дека со едно. Ама добро, еве сакам да ги извадам и овие фактори затоа што сакам да слушнам анализа. Неколку дена навалените глави на Обама и на Путин на Г20, кога го кажува Путин дека членки на НАТО на Г20 не му го кажа. Не. Јавно на говорница. На говорница. А што кажа? Држиш прстот горе, одозгора, блицот ти е покриен и не може да слика. И прави уместо само жрага. Усред емисија... Па што да му кажам сега? Штрака од преска. Што тогаш се договорија Путин и Обама? Не знам, ја не сум била таму. Дали е целава игранка за да падне? Бидејќи денеска искачаат доказите дека Турција соработува со ИСИС за нафтата. А Ердоган рече поднесувам оставка. Русија и Америка... свилиниот гајтан дека Русија и Америка се големите играчи. Добро. Значи, тие ја водат сега моментално играта, така? Све друго се фигури на шаховска табла. Добро. Во случајот, сега не знам дали да речам конј или лауфер, шо беше Ердоган. Ердоган и послужи. Му послужи на Вашингтон као фигура со која ќе го предизвика Путин. Путин требаше или да изреагира нервозно и да направи грешка, добро, или да премолчи и да му падне чаламот. Еве, просто да речам. Пред светот, дека видиш морал да голтне и паднат авион, значи чалам која се вика да падне митот за големиот Путин. Добро. Но, главна цел на Америка, па до некаде и на Русија е да се понижи Европа. Европа... Не е Ердоган во целова игра главно. Ердоган си доби за тоа што одира улога на лауфер, многу ризична игра, краткорочно доби поен. Еден беше кога му отиде Меркел и ја седна на престолот отомански до него као конкубина, а она као измокрена од
дошт таму до него, а нели она ги прекина преговорите. Она пред тоа му кажуваше Турција не е за у Европа. Така. Сега истиот тој исламист Одеднаш е проевропски. Сега е проевропски за да го спаси нејзиното политичко столче, зашто таму главата на следните избори, што мислиш, она како ќе пројдеш? Со тоа што рече добро дојдовте овдека муслимани, не знам што. Значи, и сега гледај, американците ја съскаат таа маса, ја канализираат преку Турција да доаѓа, да врши притисок у Европа. Европејците немаат никаква политика у хаосе, тие се знаат да као пајтон партиите во македонскиве коалиции, такви се и европските држави во однос на Америка. Они немаат своја политика. Они директиви добиваат. И сега Америка ти вика, со влегувањето на Путин у Сирија, нејзиниот авторитет и нејзиниот чалам падна. Почнаа да и се придружуваат. Што изгуби Русија? Русија изгуби убрзината у создавање на партнерство со Европа. Бранот тргна, сите почнаа да викат треба да идеме со Русија, треба да идеме со Русија, треба да ги симнеме санкциите, ова не може. Отиде набаци рака оној Саркози, првиот што бараше санкции у време на Грузија, сега никако со Русија да се караат. Почнаа сите, дури и Камерон, британецон, си ја повлече, си излижа изјавите од претходно што ги даваше за Русија. И сега американците стани пани ситуација, ти вика, преку Ердоган го поканија за да ја спаси Европа од избеглиците, му ги прифатија условите да се одмрзнат преговорите. Турција иначе уопште не рачуна да стане европски член на Европска унија. Ама за пред својата нација да речат дека еве ние сме, видиш, идеме напред, во право, мене, еве така. да, и овој потек ни е добар и ни се исплати, еве, они си го наплатија. Ама на фаците на сите овие европски лидери, вклучувајќи го и алкохоличаров Јункер, сите ги видовме. Поготово Доналд Туск. Види, да сакаш да не си психијатар или психолог, ќе ги видиш. Ко варени компири беа. Понижени у Европа, немоќна, со човек кој сите викаат, човече неурачунлив. Што е крајната игра? Што треба да се доведе до себе ова? Ова е, еве вака да речам, едно брзо шах, она, како се вика тоа, инстант? Брзопотезно. Да, брзопотезен шах за тактичка предност, моментална. У која две работи се јасни за големите играчи. Дека сега нема да НАТО гледаме не постои. турски фудбал, туку руски шах. Не, НАТО не постои и Европа е на колена. Да, во моментов Значи, Шенген не две, функционира. па готово, луѓе две, се вака, пошто сме ние европска земја, мене уопште не ми е драго. така е. И јас Прво сум е поробена од америчка војска. Бази на сите страни, оружје, што сакаш. и големите маневри во Шпанија кои следуваат со новите бази. Тие се заради политичките случувања што допрва ќе бидат таму. Бидат. Значи околу Медитеранот тоа се ова е амерички стратешки потек со Црна Гора да ја удриш Русија, каде што она имаше боднато знаменце у Црна Гора. Значи Јадранот веќе е запоседнат од Америка. Разбираш? Ние збориме за стратешката игра. Значи за нема големата пристаниште игра. тука. Медитеранот е пробиен. Медитеранот више и Кина и Русија се присутни. Не може да игра. Америка сама. Тука е. Но тука се едните и другите. Каде играат? Кај се Кина и Америка?
уште не успеа ни грчкото на Пацификот во јужно не може. Зборам за Медитеран. Па види, Кина преку копното со тоа што ги откупи, значи гради такви регионални проекти. Ма не им ги дадоа пристаништата у Грција. Абе, кога ти градиш, мораш, ти ке даваш. Така. Не може тоа што треба да го забранат и меѓународно право и све. И Грција игра велемајсторски тука, сега вака да си речеме. И она го разигрува својот географски простор кој погодува на големи и успешни маневри. Ние немаме таква ситуација. Ние не ги користиме предностите на нашиот простор. Тие ни ги укажуваше, тој Турчин, Даватоглу, у Македонско собрание, ја го памтам, кога ни рече. Играјте, прво треба да си го препознаете својот простор. Предноста на геополитичкиот простор се уградува во надворешна политика. Ако не знаеш што е, еве тоа Преска ти го објаснува. Ти си раскрсница, бе. Немој да се третираш себе као слеп пат или пат во еден правец. Ако се третираш таква политика да водиш, вакви грешки правиш. Остануваш без пријатели, зашто кога ќе тргне ваква голема игра. Ова као Киро ми звучи малце, еквидистанца. Па, а ти мислиш дека затоа што беше глуп? Не, затоа што беше супер интелигентен и знаеш дека за мали земји, копнени као Македонија, само еквидистанца со вакви околу кои се играат големите игри, да не заврши како шаховско поле на кое паѓаат лепешки, мора да води политика активна со тоа што ќе биде неутрална. А неутрална се станува само ако ги држиш раскрсницата проходна во сите правци. А ти само као метеоролошки завод, политиката, Министерството за надворешни тоа треба да биде, ќе гледа од каде ќе дуваат какви ветри, какви облаци, прогнози цунами, краткорочни, среднорочни се прават и така ќе ги отвара, да речеме, ако ветерот дува на кај исток, таа делница ќе ја пушташ подолго со зелено светло. Значи, проходност да има, да избегнеш да станеш чвориште у кое ќе заглавуват они. И да те искористат као ливада за Сремски фронт, нели, да отворат огнена линија да те постават. Ние сите тие грешки ги направивме, бидејќи Македонија чудесно е земја која нема институт за геополитички и геостратешки истражувања, а сите ми се прават експерти овдека у Македонија. И јас се занимавам со геополитика, новинар. Ајде, може со таки фити и ману сега малце. Нека отвори некој уста да казине да видам што ќе каже. Ја не знам ни дали читаат весници тие, бе, а не дали пратат. Ти сваќаш ли, ова е активна материја. Секој секунд се менја. Ако не се апдейтираш, ништо не си. Од вчера до денес се менјаат работите. Треба да знаеш. И треба да гледаш крупната игра. Пеперутки која претрчуваат, ја забораваш големата слика. Ја затоа викам. Се фокусираме со детали. Некому му треба, да. Му треба некому од Македонија да направи шаховско поле кое ќе биде, како да ти кажам, истргувано. А велиш дека крајната цел е 2016 година ова да биде чисто поле, со решено прашање, да. Тоа американците безбедностиот проблем да биде тргнат, а тоа сме ни... Не македонците, дека сме безбедностен полигон. Ризик, дека сме. Па ќе престанеш да бидеш ризик, а ќе бидеш полигон. А ќе бидеш полигон. Полигон, од тука си идат. Ние сме на рута. Не знам дали си ја видел картата на НАТО, стратешката. Таа неколку пати сум ја посочувала и никој од овие големиве стратези од воениот блок, никој не знае да ми каже. Вака иде. Авијано, Скопје, Багдад и островот овој во Индиски океан, Сан Гарсија. Тоа е она турската Инџирлик. Воената Инџирлик. Не. Воената, воздухопловната линија, граница
западниот простор иде вака. Значи авијано у Италија, Скопје. Затоа е толкава логистиката на Па, нормално. Не кабли, не тврдини, не све. Тоа ти се. Багдад таму и Индиски океан. Таа е линијата. И таа не можеш ти да ја менјаш. Таа е војна карта. Војна карта кон што? Судир со Кина, со Русија. Кога ќе дојдат големите игри, тоа ти е као расет на кој се тријат две плочи и кога ќе се здрма, ти унутра у дупка паѓаш. Тоа се судбините, затоа пивот земјите што ги викаат, се такви, со такви судбини. Затоа не сакаш да збориш за Катица, за Црпко, за Геровски. Затоа не чеш во разговорот да ги спомнуваш дека тоа се пеперутките кои треба да не занимаваат секој дневно. Тие сме ги дипломирале, јас тоа кажав. Јас со свирчиња, со кукличиња, марионетчиња не се занимавам. Што да му обрнам внимание на некој што нема мозок? Ај кажи ми, Црпко, што може мене да ме предизвика да разговарам? Црпко, ако сум држава, го елиминирам од игра. Не може да води, значи мора да има некој механизам законски, ненормален тип, или, не знам како се вика, ментално оштетен, да може да води држава. Ова го кажувам, затоа нели им се прават здравствени прегледи на политичари. Замисли на нездрав човек да му дозволиш власт да води. Па ако го избереме? Па ја види, јас ти го кажував тебе примерот овде со америчкиот глумец Мет Деймон, кој се извади од памет кога ја слушале американците таа Сара Пеглин. Што лапрда и вика, само наеднаш си помислив, човече, оваа утре може црвено копче за нуклеарна војна да со овој менталитет. Не им го Доналд Трамп. Тој, а Мекеин шо е? А Хилари Клинтон шо е? Ја која ја слушам сега Хилари Клинтон не е ништо различно од Сара Пеглин. Значи, немој, значи страшна работа е да даеш на некого, не му давам значење, затоа не му давам значење. Тие се за мене, они имаат употребна вредност, пољаците, нели, нивна измислица е министерот за земјоделие ги нарече корисни идиоти. Со корисен идиот ја не можам да водам дијалог. Значи, кубурот овој пат се вади во облик на пенкало и македонскиот народ само масовно може да реши... Масовно и да си знае дека овој пат нема поправен испит. Ова е последното. Финалето ќе го... Оваа генерација тоа е. Финалето ќе го гледаме, значи кога ќе не седнат после ова, после изборите, ако им успее процесот 4 поглавици да бидат у власта, они ќе потпишат предавство на име, на идентитет, на све и Македонија завршува, а нас не нема. Затоа нема изговори, не го сакам овој, ова е после нема да има протести. Ова е протестот. Гласањето овој пат. Ова е браната пред ова лудило. Ти благодарам многу за гостувањето во емисијата и ти благодарам на оваа исцрпна анализа. Многу интересно ги работите, не дозволи да се фаќаме на конкретни личности, што мислев дека овакво, но твоето образложение беше многу интересно. Ќе ја гледам уште еднаш емисијава и многу брзо ќе ја ставам на достапност на јавноста. Па и ја да ја гледам, да видам морам да ти пренесам огромна поддршка која добив од народот до тебе. Значи, овде не зборам за десетици, овде зборам за илјадници писма кои ги добив, мелови, поздрави до тебе и евентуално твое утрешно ангажирање политичко да станеш председател на Македонија. Моето место е новинар, остајте ти политичар. Лека ноќ и пријатно, почитувани гледачи. Тоа беше се за вечерва.